Здружени во заедничката мака, доведени до работна екзистенцијата, но многу повеќе, како што велат самите, исцрпени и изморени од бројните дадени, но не и реализирани ветувања, македонските земјоделци организирано го креваат својот глас. Представници на 6 земјоделски здруженија на лозари, овоштари, оризопроизводители и сточари од Тиквешкиот, Велешкиот, Преспанскиот и Источниот регион денеска од Кавадарци го најавија генералниот земјоделски протест кој треба да се одржи на 26 месецов пред македонската влада, од каде ултимативно ќе побараат исполнување на низата нивни барања, инаку веќе добро познати на власта. Не можеме повеќе да го издржиме ваков терор. 88 година кило гројзе беше 8 динара Смедревката и 10 динара беше вранецот. После 30 години таа цена постигна. Али сега имаме 3 динара по кило берба. Остави со 5 динара еден лозар да се покрие своите маки, каде тоа повеќе не е издржливо. Протестот го поддржувам од аспект, бидејќи владата досега не се има излажено, ни обеќа дополнителни субвенции не се исплатени, кои требаш да се исплатат до мај месец, не се исплатени, но уште поголема трагедија е што откупната цена на оризот е сега катастрофално ниска. Тие ни обеќаа дека кога ќе дојдат на власт ќе биде 25 денари оризовата арпа, 50 денари белиот ориз, ништо нема од тоа. Беше ветено дека после председателските избори ќе испаднат се резултати, а веќе уште малку како што гледам и ќе дојдат и парламентарни избори, а немаме никакви решенија. Ниски откупни цени, несигурен пласман, неисплата на редовно на субвенциите по повеќе основи, како што се, да речиме, регистриран земјоделец, рурално подрачје, имаме едни 3 денари дополнителни средства од владата за откупено индустријско јаболко, неисплата на истите тие пари. Македонските земјоделци категорично ги отфрлаат обвинувањата на власта дека биле политички инструирани од опозицијата. Велат дека нив единствено ги сплотиле заедничката мака и понижувањата кои ги трпеле со години. Дури побараа и јавно извинување од ресорниот министер. Јас за тоа би го замолил господинот Трајан, сегашниот министер, јавно да се извини на земјоделците, на членовите од Агроцентар, затоа што он не обвини, кога беше баш на дуелот, не обвини дека ние сме биле политички контролирани од опозицијата. Јас можам и со сигурност тврдам дека не сме од никого контролирани. Пред 2 недели имав пресконференција. Дадов молба сите политички партии да не поддржат. Дуре не беме во можност да направиме допис и на други да му клечем на колена и они да не поддржат. Како партија, ако ни возбратат, кога ќе имат потреба некој пат за штрајк, и ги поддржиме ни. Според најавите, доколку власта се оглуши на нивните барања и при престојниот протест, македонските земјоделци се подготвени да ги радикализираат протестите со масовни блокади низ целата држава, заради што велат дека добре дојде на име сечија поддршка, независно од дејноста со која се занимаваат или политичката припадност на земјоделците.